За сладоста на убавиот збор. Саќе со мед се пријатните зборови. Сладост за душата, лек за коските. Книга Соломонови изреки 16:24. Ова изрека потсетува на обновувачката и лечебна моќ на зборот. Медот е сладок и пријатен на вкус, корисен и хранлив, но поседува и лековити својства. Така е и со љубезните зборови кои се пријатни и лековити за оние кои ги слушаат. Да, зборот има сила да ја утеши тагата, да ја олесни вознемиреноста, да ги поправи односите меѓу луѓето. Живееме во свет каде добриот збор недостасува, затоа што е потиснат од безчувствителноста на подсмевот и од суровоста, сарказмот. Пораката не е дека треба неосновано да се ласка или да се делат празни комплименти, туку дека говорот треба да биде љубезен, а кога се говори со некого, да се говори со почит, со љубов и со разбирање. Тај ние да се потсетиме како разговаравме со нашето семејство, со нашите соседи, со нашите колеги и пријатели. Па така, Свети Јован Кронштадтски советува: не дозволувај си ниту за момент да имаш лошо чувство кон никого. Секогаш биди љубезен кон сите, победувајќи го својот карактер со љубовта, што се издржува и се победува. А Свети Јован Златоуст дополнува велејќи: дури и укорот, кога е изречен љубезно, станува мелем кој лекува. Саќе со мед се пријатните зборови. Сладост за душата, лек за коските. Книга Соломонови изреки 16:24.